дојдовте во нова епизода на Политиканти, 26-та епизода во оваа нова сезона, пролетна. Јас сум Борјан Јовановски и со мене, како што знаете, секогаш е... Јас сум Саша Ордановски, добре дошле. Ние имаме еднаш неделно, така што нашите сезони, ова ни е трета сезона, така, мислам, малку споро се одвиваат во споредба со овие што секој ден газат на интернет и имаат по 5 епизоди неделно. Тоа значи дека не застануваат со зборење буку. А валда име за кондицијата. Поздрав до Мечка и Мичо. Инспиративни се плюс. Како не, не само тоа, туку траат по 3-4 сати, па тоа не можеш да ги прекинеш. Од длабоко во ноќ. Само да кажеме дека оваа епизода ја снимаме во петок, нешто рано попладне и така, ќе се емитува вечерта во 8. Малку е причината вие продолжени викенди, а малку е причината и некакви технички состојанија, што би рекле, заради кои мораме да снимеме емисијата, па да емитуваме навечер, така што за жал не ќе можеме да ви одговориме на сите коментари што ќе ги имате во четот. Значи технички, не техничко политички, како што е во анализата на Јове Кекеновски за судирот, овој судирот на титаните во Америка, кој настана од како не им изгледа бизнисиве, не им се погодија. Зашто ти тоа го пратиш доста редовно. Јас се обидов мас да го проследам на Твитер, испаѓа дека он има едно по 30-40 твита на ден. Ја не знам дали некој твита за него, мислам дека не, мислам дека он тоа си го иде. И очигледно е таму една хистерија, една доста завриена ситуација, со оглед на тоа што овој е стварно мокен човек. Другиот исто така и таа борба на титаните сега, кој знае како ќе се прекрши во најмоќниот политички центар, најголемата економија во светот. Не тоа, стварно не е сега. Речи си не спиев ноќеска, бидејќи сето ова почна и експлодираше онака за 3-4 сати, настана нуклеарна експлозија и гледам не само тоа, него особено европските медиуми, BBC имаше лајв пренос со по 70.000 луѓе вклучени, цела ноќ практично. Ја негде околу 3-4 више дигнав раце, пошто стана полноќ и во Америка, кај што се расправаат. Види, 136 дена е на власт Трамп и се случи еден неверојатен распад во живо. Мислам, онака, дури, мислам, преку сите очекувања што дури и злонамерните кон Трамп ги има. Додека разговарам, инаку тргната е, гледам веќе од утринава бидејќи ова цела Америка ја држи на нозе. Политички елити, па тоа никој нема спиено. Белата куќа, сите се на нозе цела ноќ. Тоа се гледа и од твитови, тоа се гледа од разни други комуникации. Тргната е еден обид за смирување, бидејќи вака сега, Борјан, мислам, како да кажам, 152 милиарди долари изгуби Маск со негова компанија на берза за 3-4 сати од кога изби конфликтов. Значи 152 милиарди долари. Види, Америка е станата, говорам за Тесла, бидејќи падна акциите фрапантно. Америка е веројатно најкорумпираната држава во моментов кога збориме за политика во светот, бидејќи не затоа што има други држави кои не се корумпирани, сегдека во политиката има огромна корупција, веќе така стана светот, туку таму се едноставно сумите огромни. Да не заборавиме, Маск му донираше на Трамп за изборната кампања пред 288 милиони долари, скоро 300 милиони. Без тие пари, особено во еден период кога тоа му беше важно на Трамп немаше да дојде на власт, бидејќи американската политика, веќе половина од политиката се потпира на пари. Трамп не се знае колку пари има украдено од како е станат председател. Целата инфраструктура која Елон Маск има, вклучително и социјалните мрежи. Наводно, оригиналната причина за ова ужасна кавга, ќе се навратам јас со моите оценки за Трамп кога ги давав пред месеци, па онаа хистерија што се покрена. Наводно, официјалната причина е што наводно Илон Маск бил многу незадоволен, бидејќи овој Big Beautiful Law што е во Конгресот во САД, кој треба да се изгласа секој минут или секој сат или секој ден, и тоа не се знае. Наводно ќе донел нови 2,4 трилиони долари дефицит ќе додаде на
постоечкиот дефицит, а него Илон Маск е многу заинтересиран да се намали дефицитот на Америка. Од друга страна, Трамп вика, не бе, пријател, ти само си погоден, бидејќи ти ги укинавме субвенциите за електрични возила. Тоа тебе те погаѓа. Овој побесне тотално, мислам, бидејќи меѓу другото и тоа е точно. Знаеш како, прво се изградија два мита и за Илон Маск и за Трамп. Двајцата се неверојатно корумпирани. Значи, то криминалци од неверојатен тип. Па, знаеш како овие што се проелонистиве, знаеш, тоа е многу интелигентен, многу паметен. Значи, Трамп нема бизнис кој не му пропаднал до сега, да се вратам на она што го зборевме. Илон Маск ја гради комплетната своја бизнис империја врз субвенции, врз огромни милиарди се во прашања кои што ги добива од американската држава, од овие, како да кажам, вселенскиве проекти кои што ги тера, до субвенциите за електрични возила и така натаму. Добро, знам дека веднаш ќе нападнат, а мало многу интелигентен и така натаму, се е тоа под голем знак прашање, но добро, тоа е така во капитализмот, на крајот на криштата, така сето тоа се одвива. Во суштина, види, разменија меѓу себе неверојатни обвинувања за се на се 3-4-5 сати, велам се, тоа малку се смирува, ќе видиме, бидејќи ние ова вечер ќе го емитуваме, до тоа ќе видиме, овие што ќе не гледаат, ќе видиме како тоа ќе се развие. Меѓутоа, двајцата се патолошки лажговци, значи и Трамп, и Илон Маск, тоа моралните стандарди им се распослани кој знае каде. Взаемно се обвинуваат дека се лудаци. Значи, не се ја нешто да кажувам, него заедно се обвинуваат дека се лудаци. Мислам, јас тоа одамна го тврдам и не само јас тоа, веќе сите го знаат и така нема. Што и да пипне, Трамп умира. Значи, ова, дури мислам дека што се случува после 135-6 дена од доаѓањето на вас, овој распад со Илон Маск, тоа малку и задоцни. Бидејќи кај Трамп тоа не трае ни 2-3 месеци. Сите во неговиот кабинет, сите до последниот, ако додржи до крај на својата мандат ќе бидат со скандал отпуштени. Тоа значи да немаме сомневање. И сега, Боко, да направам главната поента, пошто нема смисла да се навраќам тие што следат, ова го преплави целиот медиумски, светски, да кажем, пазар, ова е апсолутно главната вест, сите знаат многу детали, се е тоа веќе реал тайм и така натаму. Види, прво, Трамп живее од овој вид на скандали. Значи, Трамп живее во светот на насловите во медиумите. За него апсолутно се побарени негативни наслови отколку позитивни. Човекот, целокупната своја бизнис и политичка кариера, он единствено е паметен за тој тип на медиумски. Сега и за овие обвинувања за Епштейн, дека таму е Тоа ескалираше до Епштейн. До таму, со тие афери, кои исто така, да, но се согласувам со ова, што да, тоа му некако му води во прилог, колку е он поизложен на тие таблоиди афери и така натаму. Само тоа е политиката реална. Просто е парадокс на тоа е политичка кариера за докторат, не знам, за студија, case study, мислам, значи има не докторати, има илјадници докторати. Значи неговата политика се темели врз наслови произведување дневно. Не можеш да кажеш дека има политика за даноците. Он има политика за наслови кои се рефлектираат врз тоа што му е даночна политика. Он има политика за наслови кои се рефлектираат на надворешната политика на Америка. Он има политика, едноставно човекот живее само низ медиуми. Веќе е стар, малку испие, преку ноќ твита, што да ти кажем, односно тоа не се твитови, тоа се на негова мрежа и така натаму. Значи, човекот во таа смисла не знае ништо добро. Види, јас некој рекоа, ти си го навредил Трамп, Трамп он не е глуп, он е само прост. Знаеш како, лошо образуван, нахален, сега е веќе со социопатолошки димензии целото негово понашање. Да, не види, он е толку добро истражен за сите што знаат од односите со татко му, огромни фрустрации, едни злоупотреби, што да ти кажам. Банкроти, има 7, 8, 9 реални банкроти. Он практично нема ни еден успешен бизнис. Ова сега што го прави за овие 130 дена што е на власт, па тоа е таква плячка која што сите ја гледаат, сите ја коментираат, овие што сакаат да видат, тоа има милион коментари дневно, со докази, не можат никој ништо направат, би се плашат. Така што, за да се вратам на судиров со Елон Маск, него ова го рани. Него ова му треба и он нема никаков проблем, затоа ќе го преживее Елон Маск. Дури и да не се смират, а сега се тргнати на смирување. Илон Маск исто така е социопат.
мислам, тоа апсолутно и он е истражен, да не влегуваме сега па кој е Илон Маск во таа психолошки портрети. Тој има толку многу објавени работи, не знам колку биографии има објавени, не знам колку на YouTube имате милион видеа во кои во детали се кажуваат работите, не е никаква тајна. Меѓутоа на крајот ова му се случува прв пат на Трамп да има толку моќен противник, бидејќи види Илон Маск е сепак најбогатиот човек, па он губи дневно 128 милиарди за 3-4 сати расправата со Трамп. И мува не го лази. Не, така што ова е проблемот на Трамп, што го има најбогатиот човек против себе, кој има неограничени ресурси, а кој при тоа исто така е, ајде да кажем, со психопатски елементи, како и самиот Трамп. Не, види, тоа нема да резултира, се разбира, со некаков пад на Трамп или некаков... Ке му порасне рейтингот, ја ти кажам. Мислам, во тие кругови што го поддржува. Ова ескалира последниот твит на Маск пред да си легне, бидејќи по 40, не знам колку твита дневно прави. Пушта, it's time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle. Сега имаш и сега во таа кој Рич му е 57 милиона му е твитот, 80,8% од неговите испитаници на Твитер вика дека треба да се формира нова политичка партија. Што е на известен начин закана во еден друг тип твит кој он го ретвитува, сугерира на можен импичмент на Трамп. Значи, борбата, тоа ќе трае и она ќе биде жестока и сега шала на страна со сите комични овие елементи, но стварно тоа е борба на титани. Тоа се двајца сериозно моќни луѓе. Прашањето е како тоа ќе се одрази, бидејќи не може да не се одрази врз геополитичката сцена, не, просто Америка не е тоа, па не, овој тип на, ајде да речам, балканизирање на внатрешно политичката сцена и немало претварање. Вакво нешто на Балкан, види, вакво нешто на Балкан немало. Добро. Ова е под стандардите на најодвратните балкански политики. Имало, само не било така транспарентно, да речеме. Па сега, ме разбираш? Добро, во таа смисла немало. Да, во таа смисла. И тука би сакал да реплицирам, бидејќи во неколку навреди имам добиено коментари, па нели вие бевте за Америка. Мислам, за Америка ние не сме за копното на Америка, за бургерите на Америка или за, не знам, за попкорнот на Америка, мислам, или за Холивуд. Се работи за вредности со кои сме растеле, кои ни биле идеали за зрели демократски институции, check and balance, за една пристојност во комуникацијата политичка, за независноста на оние кои ги представуваат граѓаните во Конгресот, што едноставно сега со Трамп се е тоа, цел тој систем на вредности е срушен. И тука не се работи, ние сме за Америка како таква, не сме за Америка како географија. Па ние не сме ни против Русија као таква. Имено ние сме против вредностите на Путиновата Русија. Да. Како што сме против вредностите на Трамповата Америка. Или против тоа го имаат исто таа реторика, ти си против Србија, зашто затоа су против Вучич? Да. Види, тоа е јасно, во која култура не се секираме. Но важна ти е оваа поента да видиме што ќе бидат консеквенците. Прво види, првата голема жртва, што се вика додека траеше тоа, бидејќи ова се почна на пресконференцијата со Фридрих Мерц. Да. Во Белата куќа, значи канцеларот на Германија седи и не може да верува како и претходно разноразни други председатели канцелари што се случува. Сите што одат сега веројатно треба Хелекс да пијат пред да влезе, бидејќи пази што им направија на германците, пази. Обично седењето на пресконференција во тој салонот што е со нели каминот и така натаму, следува после разговори помеѓу двете делегации на највисоко ниво. Тоа кај Трамп веќе нема. Се е сведено само на седењето на пресконференцијата. Да, шоу правење. Само шоу го интересира, бидејќи Трамп живее во тој свет. Неговите вредности, неговото размислување, само тоа. Патем биде речено вчера како, да не кажем што се скри и неќеше да одговара на прашања, бидејќи после експлозија на овој настан има еден настан кој што беше врзан со некаква полициска прослава и така натаму. За прв пат ги угаси микрофоните Трамп. Замоли, не сакам никакви прашања и така, побегна ги избрка новинарите од просторијата онака на сила. Бидејќи веќе 2-3 часа експлодира цела оваа историја.
Значи, Фридрих Мерц, кој што отиде таму и еднаш два пати му упадна на Трамп, обидувајќи се да покрене украинската агенда. Трамп онака најбесловесно, мислам, како да ти кажем, за истовревањето на Нормандија се правеше мали шеги, почна да се подсмева на германците кои изгубиле Втората светска војна, на што Мерц му вика: ви благодариме многу што ни помогнавте да се ослободиме од нацистите. И сега ти имаш еден супер сериозен германски канцелар со супер сериозна агенда и при тоа со европска војна која не четврта година не се знае кај ќе оде. Со супер сериозен проблем. Овој шоуменов кој седи овдека една меѓународно политичка глуперда која ништо не разбира, Трамп апсолутно нито онака најелементарни работи, во таа смисла он глуп, во смисла што е тотално неинформиран, не знае ништо од историја, не знае ништо од географија. Зиро, онака, бил успешен бизнес, добро. Значи, не може ова да нема ефекти врз светската геополитика. Види, оваа дестабилизација, особено ако не му помине на Трамп, зашто постојат шанси да не му помине законот во Конгресот. Тоа ќе значи една длабока криза во која Трамп инаку одлично ќе весла, бидејќи пак ќе биде 24 сати на америчките медиуми по социјални мрежи и така натаму, но тоа ќе се одрази на разноразни други крупни, огромни важни прашања ни светот кои што се во тек. Сакаш ли Газа да збориме, сакаш ли Украина да збориме, сакаш ли судбините на одбранбени алијанси, што ќе биде со Кина, што ќе биде со светскава трговија која... Сакам да ти кажам сигурно кога двајца типови како што е Елон Маск, најбогатиот човек во светот, и најмочниот човек Трамп се карат, тогаш разноразни мравки има да бидат изгазени. Па во тој контекст, ако сакаш, земја и нашата позиција. Периметерот. Периметерот, кај што ние влеговме, го освоевме, што да ти кажам. Со периметер, да. Да се вратам на тоа интервју за кое што доживеав низа непријатности, пошто власта па тоа, затоа ти го кажувам и ова, Сашо, мислам, ти беше нападат во главно, како тоа ти против Америка, да се разбереме, мислам, как не. Главната поента на тоа интервју беше Абе Море Мицковски, бидејќи и ти ништо не разбираш од меѓународна политика. Кога ќе одиш во Америка, која отиде 3-4 пати, не се врати ни со фотографија од тоа кај што си одел, се утепа да влезеш. Ти не можеш да донесуваш такви одлуки кои што засегаат македонската држава, стратегија, политика, без никаква консултација не со опозиција или со коалициски партнери, ни со председателката на државата. И еве кај се најдовме. Се најдовме во периметарот кој се распаѓа по сите основи, ни воведоа царини кои што еве сега ние ги укинавме царини. Не, оти тоа има нешто, тоа мува не полажи. Ништо за кадилат ќе си купиме, кадилат ќе си возиме, без царина. И така колку трошам не е варска. При тоа Муцунски туку што се врати од некаков состанок со Марко Рубио, кој, види да ти кажам, Боко, ја и понатаму мислам дека главната тема на тој состанок се како и со британците се бегалците, се мигрантите. Нема друг интерес Марко Рубио да разговара со некаков, се извинувам, не мислам ова, некаков Муцунски во смисла на неговата важност и релевантност, освен планот на американците да плаќаат за иселување, сега не само веќе овие европски мигранти за кои преговараат со британците, туку и за венецуелци, за како да ти кажам, за луѓе од разноразни централноамерикански и јужноамерикански земји и така натаму, пак е тоа разговарано. Ти ги гледам соопштенијата им се накриво па на ќоше. Таму нема ништо важно во тоа. Го гледам Мицковски како од сето тоа се држи на страна. Го пушта Александар Николовски со британците, бидејќи таа тема ќе се разговара после локалните избори. Сите избори, па ние тоа го збориме и прошлиот пат со Инфомакс, безбедносни избори, медиумски избори, политички избори во Британија, сите тврдат дека се работи за разговори не само за пари, туку за во суштина што ја прават со бегалци. За Британија нема тука нема дилема. Меѓутоа и агендата на Марко Рубио е слична. И агендата на Марко Рубио таа е коментирана, таа е отворена. Види, барем со Британија има, еве да речеме, ќе го разговараме едно по едно. Со Британија има таа некоја сума на пари која треба тоа да го надокнади. И американците нудат пари. Само да знаеш дека американците нудат пари. Но во изјавата после средбата, она што е потенцирано е дека Македонија треба да одвојува 5% буџет за одбраната како земја членка на НАТО. Знаеш што ме пуни, Саш? НАТО е во
имаме сериозен безбедносен проблем, имаме војна на европскиот континент и мислам дека таа теза на американците до негде дека стварно треба и европејците да се фатат за джеп и да изладат пари, да го финансираат, да финансираат одбраната, држи вода во овие околности. Но како да ти кажам, за нас да добиеме порака од стратешкиот партнер, дека 5% ние, мислам, не е валјда дека НАТО баш ние сега тие 5% треба да ги обезбедиме, бидејќи за нас е тоа сериозен удар. Имајќи во предвид нашата прилично незавидна социоекономска ситуација, на страна изјавите кои се, како ти кажам, инфантилни, најдобра петте најдобри економии во Европа, во светот, веќе не знам како да го бројам тоа. Од друга страна нема плати да се дадат, каснат овде, каснат онде, нема за ова, нема за она. И сега 5% Рубио праќа порака преку Муцунски дека ние треба да издвоиме 5%. Мислам дека одат. Има Белгија, Холандија, Луксембург, Исланд како земји членки кои се далеку од тие 5% и кои би требало... Не, има низа земји кои се далеку од 3%. Да. Меѓу кои е Британија, меѓу кои се земји огромни. И кажам, цинична е таа порака како на стратешки партнер. Ама мислам дека се паѓаш на маглата што ја шират. Ба не, добро. Магла шират. Никој не инсистира Македонија да одвојува 5%. Не, тоа стои во соопштението. Видите, тоа е маглата, бидејќи разговараат за друго. За мигранти мислиш? Па се разбира. Види Боко да ти кажам. Според моите извори, во моментов цената која што ја нуди Британија по мигрант кој што би ги примиле од затоа ќе се разговара. Затоа иначе се разговара долго време. Тоа ова не е уопште муабет од пред месец-два. Значи, бар Александар Николовски разговара со месеци за ова. Цената што ја нудат во моментот британците по глава на мигранти е меѓу 400 и 500 фунти месечно. А се преговара негдека по она што мене ми е вака достапно. Ја не можам да тврдам дека ја само можам да кажам дека моите извори се сериозни. Меѓутоа се преговара за негдека околу 15.000 мигранти. 400 до 500 фунти месечно. Се преговара за тоа во какви населби ќе бидат сместени, што ќе работите така. За британците говорам. Затоа што за ова јас парем немам релевантен извор дека американците барат, но постои контекст актуелен. Види да ти кажем, се објавија стории дека американците даваат стотици милиони за држави кои би примеле мигранти. И ги таргетираат истите држави како и британците. Значи, они таргетираат и американски држави во Јужна Америка, Централна Америка и така натаму. Африка ја таргетираат и на Балканот исто така водат разговори со истите со кои разговараат и британците. Така што сакам да ти кажам, добро, нашата влада гледаш како гази по јајца. Мислам дека зашто друго бе Марко Рубио ќе се среќава со Муцунски да му соопшти за 5%, па тоа на твит ќе му го прати и Муцунски што ќе му каже, извини, не сакаме ние. Значи тоа е протоколарна средба чија суштина е речи сум спремен да тврдам повторно разговор за тоа како на нашиот, види, британците ни се сега стратешки партнери, а американците ни се уште по-стратешки партнери. Па сега стратешките партнери ги повикаа своите партнери и им викаат, видите сега, нашиот стратешки проблем е ова. Што мисли, како мислите вие да ни помогнете? Околу види, на пример, стратешкото партнерство, јас со Британија од секоја сум се залегал дека Македонија стварно треба да има стратешка врска сериозна со Британија. Британија е земјата, сме го зборувале тоа 100 пати, која многу ни помогнала, која секогаш била таа која ја турка Македонија која требало, откако нема Британија во Европска унија, нас ни падна целата позиција во европските интеграции, така што јас за тоа нема дилема. Дури да ти кажам искрено, јас мислам дека уместо да се ова со мигрантите да се поставува вака како што е поставено со на приори блок, би требало сосема поинаку да се отвори таа дебата. Тоа е проблемот сега на популизмот. Он си упаѓа сам во собствената челуст да го соџвака. ВМРО беше партијата која организираше на времето референдуми по општини против мигранти, особено во Источна Македонија, каде што нели
ја таргетираат сега за да донесат мигранти планираат на од 3-4 места да отвараат кампови. Да ти кажем, ја ги имам и локациите, ама ајде да речеме дека тоа кој ќе набавиме посериозни аргументи, ќе ги излагаме. Точно се знае локациите кај се. Сега гледај, Сашо, и меѓу другото претпоставувам дека тие мигранти би требало да ќе бидат ангажирани во некои области како што се овие физички работи, градежништво, земјодели, каде што имаме дефицит сериозен, каде што немаме работна рака. И види, јас лично, прво од една хуманистичка гледна точка, која еве, може сум наивна будала, еве, но држам до неа. Но и еве од оваа социоекономска точка да погледнеме. Јас не гледам во тоа голем проблем. Ако тоа е безбедносно добро излистано, кои се тие што ќе дојдат. Бидејќи Британија нас нема да ни прати мигранти кои се, например, проблем за безбедност. Она не може да ги прими оние за кои нејзината берза на пазарот на труд е задоволена. Немаат потреба од тој тип на работна рака. Така што може би, ако некој овде отвори сериозна дебата и постави некаква стратегија и приоритети, може би ќе можеме да дојдеме во некоја ситуација каде што ќе може да бираме и ние да речеме не само за пари земаме мигранти, туку го земам овој затоа што тоа го бара мојот пазар на труд. И таа работна рака ми не достига. Но каде е проблем? Како сега тоа ВМРО ќе го износи? Како ќе го износи кога они се тие кои секогаш со хистерија гледале на проблемот на мигрантите. И ти сега со ова пледоје шо правиш, им вршиш работа, им вршиш услуга. Види бе, ВМРО има да си ја плати високата политичка цена. Што прашањето го направи толку хистерично. Не, немој да им отвараш врата дека знаеш па нас не требаат мигранти. Не. Прво Мицкоски кој што направи хистерија од држава. Види, хистерија до пагање куќи, до прогони кои што значеа демонстрирање пред домови на луѓе, направи хистерија. Сега ти Мицковски кога преговараш, види, во преговорите меѓу другото е запнато преговарањето дали ќе ги примиме на 5 или на 10 години. Бидејќи британците сакаат да платат 5, нас ни треба 10, ама не се само мигрантите проблем. Тие ќе ги донесат и собствените семејства кои не се во Британија. И тоа е дел од разговорите што се разговара. Тоа го правевме тој минатиот пат. Види, тоа значи школи, тоа значи здравствен систем во Македонија. Тоа значи ти ако земеш овдека 15-20 илјади мигранти, па ќе дојдат да речеме со нив уште 20.000 деца. Што правиш со 20.000 деца? Значи, те моам боко. Ја не секам во овој момент да го разговарам хуманитарниот аспект на тоа. Значи, во овој момент има ВМРО да си ја плати цената на хистеријата, која што со години ја ширеше, а сега седат преговарат за тоа, сите не прават будали, чекаат да дојдат локалните избори, па после на некој начин валда тебе ќе ти предложат. Ајде Боко малце излези на Алфа да кажеш дека знаеш ти требаат мигранти. Море гоните се бре, како да ти кажа. Има вие да си одите, па после ќе седнеме ја и Боко да разговараме за мигранти, ако треба. Немој молите овие, овие што прерајо. Па немој молите со Мицкоски, со овие сме се крваво сме се расправали. Затоа ти кажам. Ние сме брадага хуманитарен став. Лет не им дава. По железничка пруга кога одеа правеа протести. И сега овој ќе седи ќе преговара во Вашингтон и у Лондон за мигранти. Море сикта. Солзи ми потекоа на идомени. Па така е. Јас бев. Па ја и ти сме расчеречувани затоа што ме повикувале на хуманитарни. Овој се иде преговара за пари, за да турат у џепови. Окей, Сашо, ќе доеме ние до тоа, но ова треба да се знае, бидејќи да ти кажам. Знаеш, меѓу другото, добро е ова што го разговараме. Битно е да се знае дека никој од нас не се залага за некаков ситен политички интерес или не знам што. Просто луѓето треба да сватат дека може би ние имаме некаков систем на вредности, на кој ја инсистирам без разлика на кои се политичките констелации или да доведеме политичката агенда, да доведеме во ред. Јас само сакам да го кажам, како популизмот си упаѓа сам на себе во челуста. И да се префрлам сега на другата тема. Истото се случува со проблемот со Бугарија. Што правиме сега после толку убедување дека е штетен, дека не може, дека е диктат, дека е бугаризација, дека е не знам што.
Вчера имаш изјавата на министерот бугарски кој вика ова тоа е, нема други барања. Кос вика морате да го, тоа може да разговараме друго, ама морате да ги внесете во уставот. И сега што правиме? Еве што ќе правиме? И сега ќе измислуваат нормално. Сега ќе измислуваат, не знам, милион баналности ќе се изнаслушаме, за да дојдеме до тоа, дали сега, дали за година, дали за две, кога они пак ќе мора да го стават тоа на гласање. Порјан, во не сум парламентот. се изнавикал уште на темата за мигранти, извини, имам уште завикање во микрофонот. Види, они да потрошија 5% од времето, силите, енергијата, средствата за разговор за Кочанската трагедија, денеска ќе имавме поинаква ситуација во Кочани после таа трагедија. Не може они да се сконцентрирани на разговори на мигранти на 3 континенти, а овдека најсрамно ја третираат целата оваа огромна колективна трагедија која го снајде Кочани. Па нек не направиат трибина со трет ешалон функционери, бе. Со втор ешалон, бе. Немаше ни како да кажем, ни еден министер да се појави. Мицковски уште нема кураж да отиде до Кочани, да се види со луѓето. Па они наместо да разговарат за мигранти, убаво ќе беше таа енергија малку да ја насочат кон помош на овие луѓе. Значи, ме разбираш, се работи за морални распаднати луѓе, кои што само ги интересира политичката кариера. Па овие што ги држат пресконференции, мене што ме плюкаат по телевизии, по официјални партиски бини и така натаму. Па то треба углувчечка дупка да ги набиеш, бе. Како не име срам, бе? Како не име срам на човечко, па потоа и на политичко ниво. Не сме стигнали уште за Бугарија. Чекај, извини. Ако вие разговарате сега за мигранти по сите можни ваши меѓународни, пази, при тоа, знаеш како, за договорот со Британија овој стратегискиот уопште не е вклучен Муцунски, бидејќи тој договор кој го тера Александар Николовски. Мицковски од тоа се дистанцира, пошто знае дека кој ќе се отворат фактите за мигрантите, ќе треба он да го крка. Вака вика Мицковски, супер, терај ти Александар Николовски, многу убаво, инвестициски, 5 милиарди, 6 милиарди, едно друго, ама ти ќе го јадеш политички кој ќе падне целата работа. Муцунски оди во Америка, овдека нема рефлексија, ја и ти правиме повеќе анализа за ова што беше Муцунски со Марко Рубио, отколку што владата, отколку што, како да кажа, било кој друг направи анализа. Значи така као успут поминува, а ти кажувам зашто е разговарано без разлика на 5% за НАТО. Таму повторно е разговарано за тоа колку сме ние подготвени да примеме мигранти. При тоа никој ништо не прави за Кочани. Сега ќе правиме работна група. Кој ни го соопштува тоа? Шефот на заеднички служби на владата. Who the fuck is ти, бе, да разговара за тоа, бе? Абе имаме 5 надлежни министри за тоа што треба. Има таа работна група требаше одпред не знам колку недели да ја води премиерот, ако не. Имаме Тошковски кој се шета измислува како вика на информативни разговори, се кријат као глувци се кријат. Ваму трагедијава ништо не им помагаат на луѓето се уште. Не, тоа што не им помагаат. Се извинувам што се дерам, ама имам проблем. Што не им помагаат на луѓето? Тоа мислам очигледно, дури она писмо ги гледам од Кочанчани и докторката во која една тамо едва има, во која има доверба и ја трга, не ми е јасно, не разбрав кои се причините, но на страна тоа, гледа процесов сега, значи просто нема веќе ни една информација од тоа што се случува со обвинението. Затоа што е таму изгледа каша попара, бидејќи они имаат преку 50 луѓе обвинети, тоа просто нема да може да се врзе. Тоа ќе биде таков циркус во наводници од судски процес. Ако воопшто дојде до тоа, и тоа ќе отвори, така ќе загнои ова отворена крвава рана, која не може да престане да крвави во Кочани, бидејќи Кочани ја изгуби иднината, како град нема повеќе Кочани, толку млади луѓе да ти, 62 млади луѓе да изгубиш, толку е. Значи не, и тоа ќе биде, по мене, тоа може да има сериозен безбедности последици во Македонија. И тука не знам повторно они како ќе одговорат на тоа и дали некој ја прави таа прогноза, бидејќи не би рекол дека толку човек може да е аутистичен да не може да го види количината на револт и гнев која тлее кај тие луѓе во Кочани. Тие не можат да дојдат на себе после тој шок. И реално тоа, како да се оправиш, мислам.
И при тоа да имаш држава која не само што не ти помага, туку прави милион околу се закануваат, да, со коите отежнуваат процедури. Само ти го бесот го подгрева. Да. И се направила пиар кампања за модуларната болница од Тетово, како да и се ги гледам држат пресконференции, држат не знам што. Види, мислам, добро, во ред, јас знам дека они мислат дека македонската јавност е една испростена, една девастирана јавност, можда и е девастирана. Луѓето се и морално и политички, навистина девастирани, станати се циници и така натаму. Но мислам дека тоа нема да им помине, дури ни со ваква јавност. Мислам дека на крајот од краиштата луѓето почнуваат да разбираат дека па тоа истото се случува со оваа Данела. Мислам, за жената можеме да разговараме до утре, јас сум еден вака, како да кажам, отворен критичар за незината работа во последните 3-4 години. Но ова што сега го прави, не може надлежните министерства да се прават дека ништо не се случува. Тоа на сите теми е така, Боко. Не знам дали забележиш, на сите теми е така. Пари нема, држи министерката зова. Мицкоски не прогласи за пета економија у свет. Не може да исплатат најелементарни плати. Види, ние сме живееле во Македонија пред 20, 30, 35 години кога имало проблем. Ја не памтам од кога има проблем да не може на министерства вработи не се платат плати. Тоа се случува сега со оваа власт. Али он излегува и вика, ние сме пета економија у светот. Министерка за финансии, празен е буџетот, мислам дека глувци да пуштиш нема што да апнат таму тој буџетот. Она исто некакви прогнози, проекции, 3,2, 4, да ме поправаат од режија, четврта економија сме, не сме пета, си извинувам на оваа деградација што е. Трета е Вучич, прва е Орбан. Абе, неверојатно, како да ти кажам. Втора не знаеме, Швајцарија и Норвешка се умртва трка. Кој е втора? Али ќе ги изедеме наскоро. Вториот квартал, тоа има да ги прегази. Прва, стоп, И се гледа се. И тоа гушење, тоа е како да фатиш некога јавноста и со перница да ја давиш. Ставиле перница врз јавноста на сите теми, од пари, преку кочени до мигранти, ја гушат, да ја умртва, тако треба, анестезии, со чекани по глава ќе ги гаѓат. Види. Инаку сега да ти кажам, ваква влада ние де факто сме немале до сега. Не. Биле разни политички опции, биле разноразни, имало лоши влади на различни начини, но ти на овој начин за 10 месеци да потонеш како што е Мицкоски потонат. И при тоа да не се гледа перспектива од целото тоа го сме го немале до сега. Морам да го споделам со јавноста понатаму ако има некоја информација нека каже, мислам дека е тема затоа што изворот на информацијата ми е прилично релевантен со измените на законот на енергетика. И не можам да сватам што е поентата, ниту пак луѓето кои се бават со овој бизнис можат да сватат, но направена е на таква компликација во снабдувањето со нафта и нафтени деривати, кој оди преку Окта, па во стварништа, па не знам како, и сите, самата Окта била веќе, она е исплашена од законот, затоа што не може да го менаџира тоа рафинеријата. Се да оди кај неа, па потоа да се вади од кај неа, па не го разбрав точно, но знам дека сите до еден, вклучително и најголемите и најмалите овие фирми кои се бават со ова, дека се извадени од памет и дека се плашат дека може да влеземе во криза, бидејќи нема да можат да добавуваат редовно нафта. Ова чисто го пуштам во јавност за да добиеме можеби нешто поконкретно, но дека има еден отворен фронт на сите овие од овој бизнис кон владата, тоа е точно, со тоа што исто така ми е речено дека добиваат и закани да не многу зборуваат дека може да има криза. Што исто така е доста непријатно. Види, нашата економија е толку клиентелистичка што сите ќе зачутат. Законот, ја и ти не сме експерти за енергетика, јас предупредив пред 2-3 емисии дека некои од промените што во после момент се прават звучат многу коруптивно. Меѓутоа, види, сите има онаа стопанска комора, па тоа е друштво на клиенти. Тоа се 5-6 големи монополи кои што олигархи какви што не можеш да замислиш со олигархи. Ние се бавиме овдека со луѓе кои земале 300-500 евра подкуп и така натаму. Другите големи истории. Така што промената на законот за енергетика сигурно е правен во интерес на некого. Океј, ако е воопшто, Сашо, бидејќи испаѓа дека таму немаш
ресурси, немаш кадар, нема администрацијата е исплакната целосно. Може да се испостави дека апсолутно незнаење во позадина. Јас веќе не знам. И сега ти кажам, пар екселанс, вака илустрација за таа празнотија, за тој огромна дупка каде празна каде нема луѓе и наполнета со партиски кадри, морам да го пуштам тоа, да го слушнеме и едно признание, вака едно така отворено признание на Пандов за тоа како се ангажираат кадрите во државата, меѓу другото и во кабинетот кај Мицковски. Не знам дали после режија ќе може да го уфрли ова, но ќе го пуштам ако ништо друго аудио да го чуеме. Еве, дозволете. Да, сакав да ти речам благодарам за... Чекај, уште еднаш ќе го пуштам, од почеток да фаја. Зашто? Затоа што лебди тоа во јавност. Вашиот син се уште е советник Мицковски. Да. Сакав да ти речам благодарам за прашањево. Зашто? Затоа што лебди тоа во јавноста без синот. Ако тој син не бил супер активен во 5-6 години во партијата, така е, 5-6 години. Значи ние функционер он не, чекај. Ние без партија, значи тешко нас. Не бе, тоа ли е поента? Ландов, застани малце. Тоа ти е као ти имаш сега на видео во 100.000 гледачи, те исплаќаат тебе YouTube и ти сега ја да ти речам, Ландов, ние сите останати, па треба ли да не почнеш? Не е исто. Ама не е исто. Исто е. Ми викате дека само ради активност во партија тој добива советничко место. Дозволи ми, пошто веќе за синот правиме муавет. Те молам ова да го расчистиме. Ајде. Партиите постојат, Ландов, за да дојдат на власт. Кога ќе дојдат на власт, немал број на функции. Се поделува, ама по мерит систем. Дали тој човек има менаџерски способности, дали тој човек вака, дали тој онака. Толе. Ама ако не е во партија ништо. Супер е човекот, јас ми кажа и други. Не е тоа спорно. Не можете да ми кажете дека е мерит систем, ако бил во партија да му биде советник. Што е тоа? Што личи? Кај живееме ние? Сите тие кои што биле... Каков е тој мерит систем? Слушни ме сега. Сите тие што биле такви деца, вие сте сите... викаат политички полтрони. Како да не, тој со мене е раснет, тој од мене учел политика. Столе е еден од идните супер кадри на партијата. И нормално е и сите тие деца кои што биле од младинската, не постои некој од нив кој што не е во некој кабинет ваму или онаму, затоа што тие се нас. Ама немој така, политиката не постои потешка професија. Колку е членство во ВМРО да помна? Колку е чланарина? Јас тешко нас што викала. Мислам, како нема, зашто е проблемот? После ова нема скандал. Значи, не постои вика од младината кој не е ангажиран во некој кабинет. Син му на Пандов да е жлаво и живо детето. Може има 20 и нешто години има. Кој е неговиот капацитет да биде советник на било која тема во кабинетот на премиерот? Па побогу он не знам, он не е во еве барем она за млади и спорта агенцијата, нешто барем таму, еве со таа тема да се бава. Добре, како може ова да не е скандал за власт? Како може никој од власта види во принцип? Јас ова мислам дека е deep fake. Здрав углата премиер, дига телефон после, го вика Пандов и му вика: "Господин Пандов, имаме одлична сработка, добро си ја вршите работата, на пример. Но после ова што го кажете, ве молам да ми ја конвертирате оставката утре у 2 попладне." Бидејќи како го кородира целиот систем на некаква морална, на некаква етичка парадигма за тоа како функционира државата. 5 пари не даваат. 5 пари. Знаеш што е реакцијата на јавност, особено на НДП? Па така треба, алал да буде. Па онако станал директор, на што е он, на затвор ги, на што е директор? Мислам на целата таа. Па нормално син му. Тоа го викаат инаку и за тоа кој ќе ги фатат украдање. Јас сум гледал социолошките истражувања, Боко. Голем дел од јавноста, ти гарантирам, 30% од јавноста, па добро е министар, па украл да му е, па што? Па зашто е министар? Мислам, таков е пристапот на голем дел од јавноста. И потоа, кога ќе се случат катастрофи, кај што гледаш дека болниците немаат боци за оксиген,
А не потоа сите се чуда, види, нема ова, нема она. Нема, затоа што... Се сеќаваш на оној, алалда му е на оној момак од Пилеп, што го пушти видеото еднаш тука заедно со Мичи и со Бечка, што го коментирав. Хидрант нема. Нема во хидрантот, нема црево. Нема Хидрант црево, има, ама има јогурти. Да, јогурти внатре. Во болница. И човекот добива закани за тоа. И се гледај, он вика фала за прашањето. Да. Значи ачик е, веќе се е ачик. Ма нема никаков проблем веќе. Сите се вика, не само Сидми, сите од младинската се ангажирани во некои кабинети. Така што Борјан, ја и ти да се пријавиме кај Мицковски, кој ќе стигне темава за мигранти, да ми бидеме главните помагачи во објаснување на хуманите аспекти на приемот на мигранти во Македонија, па нешто и да не платат бе Боко, па иначе па не може само опозицијата и странски USAID да не плаќа. Треба нешто и оди да платат. До таму е стигнат работа да Боко. Не, и тоа е тоа ниво и нема што тука многу што да се прави. Така што да се вратам, види, но трагедијата е на ова што го почнавме разговорот, види. Уште пострашно се чини, затоа се овие охрабрени да говорат во микрофони и во камери. Уште пострашна е ситуацијата во Соединетите Американски држави. Ова што ти го говориш, дека ние не ја поддржуваме Америка зашто има Флорида, ја поддржуваме за вредносниот систем и институциите што функционираат. Тоа сега веќе се овој за 130-40 дена ги стај на апарати, а нешто тој ќе ги исклучи од апарати. И сега ти ја имаш најголемата, најстарата демократија уставна во светот, која што се распадна за 130-40 дена. Го имаш најблискиот соработник на Трамп и најбогатиот човек во светот, Илон Маск, кој само за едно попладне раскажа такви работи за Трамп, за кои што и најголемите, па ја мислам дека и оној од Венецуела не би го кажал тоа за Трамп, овој што му го кажа, да не се секираш, бидејќи се големи пари, големи криминали во прашање. Мојата прогноза е дека Трамп и Илон Маск ќе се смират. И може би додека ова го имитуваме, веќе ќе почне, го читав и Политико денеска, не знам дали имаше прилика да видиш, се појави веќе еден текст дека посредници почнуваат да одат на едната на другата страна, дека Трамп намалил малце. Додуше види, Трамп е непресметлив. Тоа без разлика дури и каде е политичкиот интерес, он може да експлодира и ништо тоа да не важи. Ќе сега ти раскажам за драмолетката во Брисел. Што имаше изјави кај нас, дека е тоа неверојатен успех на македонската дипломатија. Ова со извештајот за Европскиот парламент. Прво, што би е многу важно да се каже. Прво, гледаме дека извештајот на Вајц апсолутно кај никој во Европска Унија, сем кај пар бугари таму во парламентот, никој нема дилема за постоење на македонски јазик, за посебен македонски идентитет. Вајц дури жал му е што тоа мора да ни го каже, бидејќи не постоело во други документи да парламентот да признава јазик. Некој нема дилеми за тоа. Бугарите излегоа таму доста, доста агресивни по тоа прашање. Па добро, таму има хистерични партии, хистерични представници, крајни десници, националисти, што сакаш да смислиш, таму има пратеници. На кој целата политичка кариера им е базирана на тоа прашање. Тоа живеат од сабајле до вечер. Така се стигнат и во парламент. И така натаму. Се гледај, знаеш што е иронијата? Не само што не е успех дипломатски, него е таков пораз дипломатски. Ќе ти кажам зашто. На бугарите им помага Вебер, кој од ИПП. ИПП нема став официјален, ние не го поддржуваме. Но неколку пратеници внатре во АФЕТ од ИПП го поддржуваат тоа да биде одложено гласањето. Извештајот поминува anyway. На крај, заради одложувањето, Вајци вика кој инаку изложен на одвратни коментари во бугарската јавност, како е корумпиран, како бугарската јавност. Зборам за овој дел на бугарската на ченге јавност, не е кај Влади овој нашиот соговорник што го имавме тука во политиканти. И сега они ќе дале амандмани и префрлено е гласањето да биде во јули. Извештајот ќе помине. Не може да не помине. Значи, ние ќе го добиеме тоа што го баравме од парламентот. Потврда за македонскиот јазик и така натаму. Затоа што тоа го имаме ние anyway. Стално и сме го имале. Значи, тоа воопшто не е во прашање. Проблемот е што сестринската партија
Вебер, кој е шеф на ИПП, каде што е член ВМРО, не успеваат таму да добијат поддршка. Значи, не успева, и знаеш уште кој им помага на бугарите? Им помагаат европските конзервативци, кои се, овие, му се блиски на Орбан од како излезе значи, оваа десницава конзервативна, исклучително конзервативна десница. Тие им помагаат на бугарите. Ете, тоа се тие, како да кажам, цинично е многу, и уште ти викаш успех на кој успех на македонската дипломатија. Од каде тоа? Борјан, јас немам никаква дилема и гајле ми е што ќе следува после оваа моја изјава, што ја и отворено ја кажам, види. Нема успех на македонската дипломатија за 35 години без тоа да го прави СДСМ. СДСМ за тоа има плаќање високи политички цени во Македонија, сите напредоци, ама буквално сите напредоци. Дури кога личело дека нешто ВМРО прави, доаѓале заради експертизата, патриотизмот и визијата на СДСМ. Тоа што е сега СДСМ потонат, тоа не е ништо спорно. Тоа што плаќал историски огромни цени СДСМ. Бидејќи се тоа принцип се прашања и на компромиси. Но тоа е далековидост. Со ВМРО, абе ништо нема да мрднеме. Не, тука ништо зиро, тоа е багот на ВМРО. Багот на ВМРО е секое нивно владење губат геополитички компас. Почиња да им се врти стрелката. Абе ништо не разбираат. Како да кажам, свртени со историја. Ја више не сакам ни да коментирам, кој ќе дојава прашање на јазикот, идентитетот. Абе веќе знаеш, се срамам. Па ја имам некакво самопочитување, па до тука ми е да разговарам. Ако сте толку инфериорни, ако толку сте сомневате во сопствените национални идентитетски капацитети, па седете таму дома разговарајте. Па стварно ви се одбивам разговори на тие теми. Јас македонец, што треба сега да докажам што кој јазик зборувам? Па немам ни бугарски пасош, они половината имаат бугарски пасош. Па мислам до тука ми е. Ќе го добиеме тоа во парламентот, бидејќи го бараа. Добија изјава од бугаринот дека вика ова е последен услов. Може да се случи и во заклучоците на Европски совет да влезе таков еден член. И после што правиме? Дојде Кост рече, све тоа окей, но вие ќе мора да ги внесете бугарите во уставот за да ги продолжите преговорите после скринингот. И што правиме после тоа? Види да ти кажем, Борјан, што правиме. Мојата прогноза е отприлика како што да работиме, бидејќи ова ќе биде голема криза после локалните избори. Можеме следната емисија за тоа да разговараме во повеќе детали како една прогноза, ама ние тој муабет го имаме, а и мислам дека не сме единствените што го кажуваат. Види, очигледно дека во албанскиот блок се случуваат такви потреси кои ќе имаат висока политичка цена за Мицкоски. Мислам дека после локалните избори он не ќе може да обстои веќе со оваа варијанта за влен во владата. Добро, да речеме, да видиме. Анкетите што јас ги гледам се, значи, влен наспроти Дуи и Таравари е 3-1-4-1 разликата. Така што кога ќе стигне тој резултат кој ќе се испорача на октомвриските локални избори, Мицкоски не ќе може да го премолчи. Второ, бидејќи се они крахирани на низ прашања. Они функционираат на оваа кавга со Бугарија. Мене што ќе правиме? Па ќе се скареме пак со Бугарија, не е проблем. Ова ти што викаш кос не. Абе што ти ќе излезе, некој ќе ги опсуе. Таму ќе се јави друг што ќе опсуе и има цела недела. Паѓаат основите на наративот се распаѓа. Абе нема наратив на таа тема. Док е ВМРО нема наратив на таа тема. Но сакам да кажам дека после октомври јас мислам дека на локалните избори ВМРО има одлични шанси да направи добар резултат. Дали ќе го повтори, тоа ќе видиме, бидејќи мислам дека едно незадоволство многу се крева и тоа е исто под прашање што ќе се случи, но ние ќе влеземе идната година, крајот на оваа идната година во некаква нова политичка шема во која што самиот Мицковски ќе мора да бара друг вид на координација и друг вид на географија во политичкава влада што тој сака да води. Да не преюдицираме, познати се моделите на кои тоа може да се решава, дискутирани и практикувани во Македонија многу често, многу пати, но он вака не може да продолжи. Едноставно прикасната не му оди. И мислам дека и самиот е свесен дека околу себе, види, дури не говорам за првите луѓе. За први луѓе секогаш ќе најдеш 4-5 души кои што ќе ти бидат тука. Министерствата се закочени бидејќи немаат доволно квалитетен раководен кадар. Пандов, што ти кажува, сите вика млади се
се во кабинетите. Тоа ти е илустрација за тоа што прават. И кои ќе дојдат, види, едно од скандалите што вчера беше покриен со кавгата на Илон Маск и на Трамп, не знам дали забележа, вчера именуваа 22 годишен момак во америчката администрација кој е шеф на огромен сектор за антитероризам. Дечкото во биографијата има само дека одржувал, дека бил градинар во некоја фирма. Косел трева. Го ставија 22 годишен, мислам, да му ја видиш фотографијата со амерички знамња сликан, со значката едно друго. 22 години има детето, треба да се грижи како шеф за антитероризам. Тој е приказнат на Пандов. И тој е нечи син тој бил партиски активист кај Трамп. Тоа затоа е стаен како што е стаен. Абе цела Америка се смее него ова поклопи едноставно со Илон Маск поклопи целата цена. Тоа е истата шема. И види, они се бескрупулозни, 5 пари не даваат. Они викаат, ќе биде така, ние како што ќе кажеме. Ама тоа сме го разговарале во други прилики. Затоа потоа тие режими, системи се неодржливи. Сами пропаѓаат во себе. Мислам, во собствената дупка пропаѓаат. Тоа е тој не е парадокс, логика, ама таа иронија на популизмот. Кој ги луѓето ги мобилизира на некакви емоции, на некои ирационални состојби и потоа ги магепсува, ги внесува во еден вител од кој потоа после ќе ги исфрли во некој цит каде што ударот е тежок. И хаваријата е огромна. И хаварија нормално. Добро, Боријан, мислам, си изнавикавме од микрофониве. Денеска, меѓу другото, и немаме гости, бидејќи е долг викенд, како пола Македонија, 3/4 се по гречки плажи, отидени и по разни планини, долги. Аби и ја и ти не сме си измуабетили одамна вака. Па ја и ти не сме си измуабетили, е баш убаво. Така, иначе, па знаеш како се слушаш други гости, како зборат, а тебе ти... А има, ти се... Имаме, да кажеме по нешто. Добре, Боријан, ја мислам дека треба да се одјавуваме. Ќе се видиме следниот петок со гостин. Ќе видиме кој ќе биде, каков ќе биде. Мислам дека ќе имаме уште многу што ќе се случи нареднава недела. Јас продолжувам да се вратам на овие. Знаеш, овие 6 часа разлика со Вашингтон ми значат многу од спиењето. Меѓутоа видеова беше стварно феноменално шоу, една дистопија холивудска која ни на филм. Ова на филм да го ставиш и каже не да може. Подсетиме дека не сме во живо, пошто предпоставуваме сега ќе се будат некаде во Америка и ќе почне новата тирада на размена на твитови, да. Во 8 вечер Господ знае што ќе се случи. Добро. Ништо да посакаме убав викенд, пријатен на нашите гледачи и да издржат влезе Скопје во овие огромни горештини, сега ни следува што ни следува. Долго, како беше, долго, жешко, мирно, скопско лето. Пријатно довидување до следниот петок.